Ескиот Ахил, кој ли од бозите нив ги натерал кавга да кренат? Да. Косели се отпишала како? Не е тоа доправено. Ќе ставаат камења други, ама оставено е. Ајде, деца. Кажувајте текстови. Се спелимо на Ахила, синот Пеле. Пусти од греб што им западна хајците безбројни бојки, силни воати, спраќајки многубројни јуначки души. Нигде труповима правејки ги плегнат сите и на јастребите сите. По волјата Зевсова било да се раскараат прво и разделјат двајцата мажи. Синот Атреев, јуначкиот цар и божескиот Ахил. Кој ли од бозите нив ги натерал кавга да кренат? Вау, скапа. Сега одете по... Ај ќе се качам најгоре и да видам како се слуша. Имаме уште неколку скупи во Скопје, имаме Хераклеја во Битола и Лихнит во Охрид и веројатно има уште други, но се затрупани поради некои агресии и така натаму. Што е важно за македонскава култура, Ежен Борза го кажува тоа македонски фестивал. Дефиниција по неговата книга Во сенката на олени, дека македонски фестивал почнувал со спортски надпревари, поезија и обврсно завршувал со театар. Со песни и ора се разбира како што беше и со театар. Принципот на славење, значи нема крвни жртви, како во оние антички светилишта кога се колеле и се прскале со крвта. Овде жртвата си ти, доаѓаш и се даруваш да се соединиш, она што Аристотел го кажува, соединување во Дионисовите слави не е да се научат обредите, туку да се соединиш со духот на твојот создател. Ребека Вес го кажува истото тоа како дефиниција за македонската култура пред Втората светска војна, вели културата во Македонија не е технички трик, туку заедништво со духот на создател. Тој е цел принцип. Значи ти си тој што доаѓаш, се даруваш овде, нема крвна жртва, примаш дух и сила и зборуваш одредени текстови, она што Еврипид го нарекува Деусен махина, на почетокот и на крајот на представата го повикувал Господ. Во античка Македонија имала една химна, пред представата се викала Судбо на Тиха, Божица на среќата. Судбо владетелко блага, те каниме на нашите празненства да дојде да игра со нив, а Еврипид воел и друг принцип. Се што игравме, Господ ќе суди да не им се случува на актерите кои веруваат до крај во нивните живот. Значи принцип на славење, ти доаѓаш, се соединуваш со духот на Создателот и го прославуваш Бога. Сличен принцип е на Кокинскиот театар, затоа не се учи во ниедна македонска институција. Значи 2000 години пред Христос железен театар од Кокинско време, истиот принцип. Сончев зрак оплодува земјата, доаѓа Богочовек, го осветлува во 6 часот наутро на 31 мај и на 31 јули. Значи го осветлува едниот жрец и се раѓа новиот актер, водач, политичар, режисер, предводник на народот. Истиот принцип е во Дионисовиот театар. Зеус, Теус или Драј Патер во античка Македонија, добриот татко ја оплодува Семела, земна жена, видите изборот е многу сличен со нашиот, и го раѓа детето Дионис носен во колкот на Зевс, бидејќи Хера била љубоморна, двоносен, денонос, и носител на денот и носен два пати во колкот. Истиот принцип е, значи нема крвни жртви, прославата било да дојдеш и да ги кажуваш тие стихови што се слезени, нели? Инаку античките драматурзи биле свештеници на Дионис, и тоа не го знаеме, за нас е тоа несватливо. Тоа е денеска како ние да играме за Исус Христос, да ја даваме представата, значи представата била застануваш пред Господ, пред Создател, пред целата суштина. Ние денеска го имаме тоа во христијанството како пророчка уметност, ова Кокинскиот и Дионисовиот театар,
Дева Марија оплодена без семено и го раѓа Спасителот Исус Христос, што е дозволено и во македонската држава, нели имаме празници кои се Божик и Великден, ги славиме. Значи тоа е таа македонска слава, песни, ора, принцип на лепи вино, што и го има и во христијанството, се земат со лепи вино. Тој е принцип на играње, славење и тоа се потврдува во наша поговорка што се знае во Македонија: немој да пееш, немој да свириш, немој да играш, ќе те надпеат, надсвират и надиграат, но немој ни да љубиш, оте ќе те надиграат. Ете, тоа е суштината. Вие се наоѓате на ова убаво место, кај што си играле ората, се прашува Ежен Божа зашто било потребно 30 метри распон од едниот крај на кругот на другиот, зашто се играле ората, Дионисови, се пееле песните, не знам дали сме го правеле ние, излегува еден од орото, да фино вино црвено игра оро, хор, да фино вино црвено, излегува еден и почнува да кажува стихови: да фино вино црвено. Момчето ти е заспало, а каде е нашето вино денеска? Вие ќе видите тоа вино, духовна храна, што ќе настапиде на Античкиот театар. Ние ќе речат римјаните го изградиле, не го изградиле, зашто не е така. Видите, оној зид го гледате таму, кога дошле римјаните 150 години немало театар, имало гладиаторски борби, додека не ги преведат, не доаѓале од Македонија автори драмски да ги научат, и затоа е таа античка поговорка: Македони, тути команданти, тути солдати, тути генерали. Значи, Цицерон го кажува дека македонците се генерали, команданти и војници, никој никога не слуша, сите знаат се, и затоа сме ние така, секој е своја држава, секој има свој театар. Епа, како што ви се рекло, лесна и плодна сцена, и да положите со лесно, и после ќе пиеме кафе и вино. Ајде. Речи го се сама смело пророштвото, ти што ще кажеш. Ще ми Аполо на Бога што цепсо е Ово работи, туку и пак јас ќе дам гледам на себе. Милувам, не може да дојде на Тешки тебе скоро би тебе трукот да најде. На кога гина поморецот Хектор, раната на смрт ќе гинат, а срцето ти ќе го кинеш лют, зашто не си го честил на армија така искидјуна. Да ви го помисли за достојни дарајќи го честат. Прави на Ова јас се ќе го сторам Наречат мене, ако се што ќе речеш ти пуштам уш да не слуша никого, вака на друг. Сину, јас го имаш, ама се Нешто се гвардејката Елена Нема. Спей го нахила синот Пелеев. Пустиот гнев што ми задал на хајците безбројни борки, силни воати, спраќајќи му губрени јуначки души. Нихните трубови пак правејќи ги плен на псите и на јастребите сите. По волјата Цевсова било да се раскараат прво и разделят двајцата мажи. Синот Атреев, јуначкиот цар и божескиот Ахил. Кој ли од бозите нив ги натерал кавга да кренат? Гневот Божице спеј го на Ахила синот Пелеев. Пустиот гнев што им задал на ахајците безбројни бојки, силни воати, спраќајќи многубројни јуначки души. Нихните трубови пак правејќи ги плен на псите и на јастребите сите. По волјата Цевсова било да се раскараат прво и разделят двајцата мажи. Синот Атреев, јуначкиот цар и божескиот Ахил. Кој ли од бозите нив ги натерал кавга да кренат? Гневот Божице спеј го на Ахила синот Пелеев. Пустиот гнев што им задал на ахајците безбројни бојки, силни воати, спраќајќи многубројни јуначки души. Нихните трупови пак
Ахил? Кој ли од Божите нив ги натерал капка да кренат? Греот Божите спеј го на Ахила, синот Пелеев! Пустиот грев што им задал на ахајците безбројни бојки силни воати, спраќајќи многубројни јуначки души. Нихните трупови пак правејќи ги плен на псите и на јастребите сите. По волјата Цевсова било да се разгараат прво и разделјат двајцата мажи. Синот Атреев, јуначкиот цар и божествиот Ахил. Кој ли од Бозите нив ги натерал капка да кренат? Другари! Еј вие божни и аргејски војводи први! Цех синот Кронов ме сплеткав слепотија претешка мене. Силниот ужасен бог што ми обетил еднаш и мигнал дека ќе го освојам или Лепозиден и ќе се вратам, измама лоша ми смислил и пак ми нарачува сега бесславен варк да се вратам што полк сум загубил силен. Така си нашол за добро семошниот Зевс. Туку речи што веќе разурнал многу и досега беде ми градски и ќе разурнува уште, зар мошт најголема има? Туку ај како што јас ќе ви наредам, слушајте сите. Да си побегнеме ние со нашите кораби дома. Зашто не ќе падне Троја со ширните улици уште? Така им рекола, тогаш замолкнале сите конеми. Долго занемеле сосема хајските синој од очи. Најсетне прозборил пак Диомет, гласовитиот борец. Сине Атреев, јас прв ќе осудам твојата лудост, кој што е право на соборот, зар ти не срди се цару? Ти ми оспори мене сред данајците јунаштво прво, наречувајќи ме страшлив и безсрчен. Сето пак ова добро аргејците сите го разбрале. Млади и стари. Тебе пак, синот на Крон, на лукавиот егно ти делил. Жезалот тој ти го дал за да почестен бидеш пред сите, туку не ти делил тебе јунаштина најмногу вредна. Кутар, зар вака ги цениш ахајските сино и слагаш дека се страшливи тие и безсрчни како што велиш? Ако пак срцето вака ти повеља за да се вратиш, оди. Еве ти го патот. Корабите крај море ги имаш што од Микена ти дошле во придружба сосема многу. Туку ахајците други краснокоси уште ќе чекаат, додека Тројскиот град не го урнеме! Можат и тие да со корабите појдат во својата родина мила. Ние пак, Стенел и јас ќе се бориме седурна или не му го видиме крајот. Зар Бог нас вамо не довел? Вака им рече, а тогаш сите гласно го добрија зборот на тој Диомет конјокротец. Сред нив пак стана и прозбори збор витезниот Нестор. Преславен сине Атреев, ти јуначки цар Агамемнон. Од тебе јас ќе ја почнам и завршам речта, зашто ти си цар на преголема војска. Што Зевс тебе в раце ти ставил шезол и закони свети да ним советуваш добро. Затоа ти и да речеш и послушаш реч треба после и да му помогнеш ти и на друг, ако срце го вика нешто да каже за добро, зашто твое е се што ќе почне. Туку ќе речам јас како ми изгледа најарно мене. Зашто не ќе смисли никој друг поарен совет од овој што сум го замислил јас. Нито порано, нито пак сега уште во чадорот кога си отишол Зевсово чедо на Ахила љут, при се ида девојката да му ја грабнеш наспроти нашата волја. Те одвраќав тебе јас мошне тога, но се попуштајки на своето пресмело срце, јунакот најарен ти си го навредил. Чест што му дале самите бози, штом делот му го одзеде. Туку и сега да се помислиме. Зар како пак да го вериме него со благопријатни дарој и зборови кротки и благи? Преславен сине Атреев, ти јуначки цар Агамемнон. Од тебе јас ќе почнам и завршам речта. Зашто ти си цар на преголема војска, што Зевс тебе в раце ти ставил жезол и закони свети да ни им советуваш добро. Затоа ти и да речеш и послушаш реч треба после и да помогнеш ти и на друг ако срце го вика нешто да каже за добро. Зашто твое е се што ќе почне. Туку ќе речам јас како ми изгледа најарно мене.
Зашто не ке смисли никој друг поарен совет од овој што сум го замислил јас, ниту порано, ниту па сега. Уште во чадорот кога си отишол Зевсово чедо, нахила људ, Брисеида девојката да му ја грабнеш наспроти нашата волја. Те одвраќав тебе јас мошне тога, но се попуштајки на своето пресмело срце јунакот најарен ти си го навредил. Чест што му дале самите бози штом делот му го одзеде. Туку и сега да се поразмислиме зар како пак да го увериме него со благопријатни дарови и зборови кротки и благи. Тога му одврати нему јуначкиот цар Агамемнон. Старче, поправи на ти си ги споменал моите грешки. Јас не порекнувам дека сум погрешил. Мажонцар, кого Зевске го засака в срце за мнозина војници вреди. Кој што го честил сега овоја војската ахајска сотрел. Штом сум поверувал пак на проклетата памет и сгрешил, сакам да поправам грешка и неброен откуп да дадам. Јас ке ги спомнам пред сите достојните дарови овде. 7 триножници новија таленти 10 во злато, 20 блескави котли, 12 хранети коњи што победувале в трки и носеле награди први. Не би безимотен бил оној маж што толку би добил, ниту сиромашен тој за скапоценото злато, сосем колку копитните коњи ми донеле награди мене. 7 пак жени ке дадам безпрекорни дела што знаат. Лесбијанки што сум ги пренил од лес кога го освоив него, кој што женскиот род во бавината го надминуваат. Ке му ги дадам јас нив, а со ними и Брисеида што му ја одграбнав тога. Јас голема клетва ќе дадам дека не ќе легнам веќе и не ќе ја облюбам неа, што е за мажи и жени законито право во светот. Се ова ќе биде за час, ако само ни дадат ахајците да им го градот разурнеме пријамов голем. Нека си влезе и кораб си наполни стуч и со злато. Кога ахајците ние ќе го разделјуваме пленот, 20 тројанки тој нека самиот за себе земе, кој што се по аргејката Елена најлични жени. Еднаш ако стигнеме Варк, во ахајскиот плодното поле ќе си го направам сет, ќе го почестам рамно со орез што ми е дородок мој во билие силно ми расте. Кетки си имам пак јас заградениот прекрасен дворец 3. Хрисотемидазар и Фијанаса и Лаодика. Од ними која ќе сака без прид нека тој си ја води во Пелеевиот дом, а јас ќе и дадам и дарови колку што уште на Герка си не јадал никој. Градови јас ќе му дадам убаво населени Седум, Кардамила, Енопа и древната мошне Хира и боженствената Фера и Антеа сливади бујни, красната Епеа уште и оној милозовит педас. Сите до морето близу до пил песокливиот мошне. Во вие живее народ што говеда многу и овци имаат, а него ко Бог со достојни дарови ќе го честати, под неговиот жезол ќе плаќаат даноци доста. Ова јас се ќе го сторам сал тоја кој го остави гневот, нека се свлада, заштаден е милостлив, несладлив вечно. И нека мене тој ми се покори, зашто сум силен цар и за колку сум јас по години од него постар. Речи го сосема смело пророштвото ти што го знаеш. Жимја поло на Бога што Зевсу е мил и од кого пророштва ти за данајците откриваш везден молејки. Дури сум жив и гледам на земјава. Не може раце да ми ти принесе тешки кривитиве кораби тебе друг од данајците сите. Ни самиот цар Агамемнон што сред ахајците сега се гордее дека е најпрв. Тој ниту за хекатомба приговара, ниту за завет, туку за жрецот што тешко го навредил цар Агамемнон. Затоа Аполон болест ни дал и уште ќе даде. Тешката поморна чума тој не ќе ја пропади прво, ако не ја врати царот на татко и милата мома без откуп. И хекатомба не испрати в пресвета Христа. Нема да бидеме мирни, седур не смилиме Бога. Пророче Зол, не си ми рекол ти ништо убаво уште. Се ти во твоето срце е помило грдо да гаташ. Убаво ти не си ми рекол, нито си ми сторил. Пророкувајќи и сега ти сред данајциве думаш како да далекуметец ним затоа болест им пратил. Зошто откупни на светла за момата јас Хрисеида Божем сум нејќел да примам. Зар јас не ја милувам многу в дом, да ја држам и љубам и повеќе од Клитаемнестра, што ми е законска жена? Зашто од неа Полоша не е нито по снага ни става, ни в ум, ни во работи рачни. Туку и пак јас ќе ја дам што ме поарно тоа.
Милувам народот мој да се избави од што да страда, но да ми изготвите наеднаш дар, да не останам само јас сред аргејците без дар не прилега зарени малу. Зошто го гледате сите, кај другаде дарот ми оди. Преславен сине Атреев, најлакомен ти меѓу сите. Како ли дар ке ти дадат ахајците смели и силни? Кога заедничко ние скровиште немаме нигде, зашто сме делиле се што од разните градои сме зеле. Тоа не прилега пак да го враќаат луѓето назад. Оваа ти сега Бог го отпушти. Ние пак тебе ќе ти отплатиме тројно и четворно, Зевс ако даде еднаш да гурнеме тројскиот град со зидишта тврди. Не ми се преправај мене боголики Ахиле, вака колку и умен да си оти не ми го свртуваш умот. Или пак сакаш да ти имаш дара, јас овдека вака лишен да седам, штом ти ме советуваш јас да ја вратам. Но ќе ми доделјат мене ахајциве силни и смели, достоен дар кој што срце ми сака. Ако не ми дадат тие, јас самиот можам да дојдам. Твојот дар, или од Ајант, или од Одисеј да го земам и да го носам, а тој ќе се наљути кому ќе дојдам. Туку за ова и пак ќе расправаме посетне ние. Сега пак коработ црн да го истуркаме в мирното море. Весла че издостав натре да збереме и хекатомба кладеме, а личната Хрисеида ја качиме горе. Еден од мудрите мажи заповедник нека ни биде. Ајант, или Доминеј, или пак Одисеј овој дивен, или пак Ахиле, ти што си најстрашен јунак од сите, далекобранецот, ти да го смилуваш жртва давајки. Уф, што си бесрамен ти и на добивка само се думаш. Како споровите твој ке послуша ахаец некој. Дома да појде или пак да со мажите смело се бори. Зашто за тројците јас копјаници не сум дошол вамо со нив да се борам. Зар никако не ми се криви? Никога говеда тие не мизера. Нито пак коњи. Ни во грудчестата втија што јунаци храни. Ни еднаш. Нито ми сотрале седна. Заш насреде ридови мошне многу сенчовити има и прешумно море и бучу. Следејките тебе безсрамниче за да се радваш. Бараме и за мене лај, и за тебе кучко од троја отплата. Ти пак за тоа да не се грижиш барени малби. Но се закануваш дури и дарокот мој да го земеш, што сум го добил со труд и ахајците што ми го дале. Оте не ке имам равен јас дар, кога ахајците ќе им го разумнат градот на тројците населен добро. Ако и поголем дел од потресната ужасна војна, моите раце ќе свршат. Но делбата кога ќе дојде, твојот дел голем ќе биде, а јас ќе си одам со ситен дел, ама мил кон нашите кораби скапнат од бојот. Сега пак одам во втија. Зар поарно многу ќе биде дома да појдам со витите кораби, ото што тука навреден од тебе јас да ти печалам богатство силно? Бегај си ти ако срце те повлекло. Нема да молам заради мене да останеш ти. Зашто имам и други што ќе ме почестат мене. А најмногу мудриот Зевс Бог. Ти си ми меѓу кралеите најомразен од сите. Зашто е секогаш мила караницата кавга и војна. Ако си сосема јак, тоа Бог ти го поделил тебе. Оди со твоите бродо и милите другари дома. Повелјај ти Мирмидонцем, не се грижам за тебе ништо ако си љут. Туку мојава закана слушаја сега. Штом ми ја одзема Аполон Бог Фојб мене Хрисеида, ќе ме испратам на коработ мој со мој момци. А јас Брисеида прекрасната ќе ти ја земам. Дарокот твој, доаѓајќи ти в чадори, добро да знаеш колку сум од тебе појак и друг за да страхува секој да се споредува јавно и со мене равен да се слага. Бурило винско со очи од беса срце оделен, што ни во бој заедно со војската ти да се ружиш. Нито во заседа пак со ахајските првенци да одиш не смееш ти. Заради тоа ти изгледа рамно со смртта. Зашто е полесно многу дарој да грабаш од оној што ќе ти се спротиви тебе. Народојадец си цар, зашто ти над никакве си царваш. Сега, за последен пат си ме навредил, сине Атреев, но ќе ти кажам јас тебе и ќе изречам голема клетва. Ајши ми жезолов овој што никога повеќе нема лисија и гранки да пушти штом го отсекле в гората еднаш. Нитке за зелени тој, заш му слюпило нему железо лисија и љушпа, а сега ахајските првенци враце го носат, што законот Зевсов го знаат. Оваа нека ти биде големава клетва. Но еднаш ќе го посакаат Ахил ахајските синови сите. Туку не ќе можеш ти да им помогнеш нито со твојата жалост, многумина кога од јунакоморецот Хектор ранети на смрт ќе гинат, а срцето ти ќе го кинеш лют
Зашто не си кочестил најарниот ахајски јунак? Олеле! Голема жалост ахајската земја ја стигна! Што ќе се весели пријам и пријамовите синои? Ќе се радуваат мошни и другите тројанци сите само да чујат за ошто се борите овдека вие. Што на данајците сега сте на чело в совет и в борба. Почујте пак од и двата сте помлади од мене вие. Заре сум некога јас и со поарни јунаци владеел од вас и не ме презирале никога тие. До сега јунаци такви не сум видел, ниту ќе видам, како што беше Перитрој, или водачот народен Дријан, како Ексади, Кајнеј или рамниот богу Полифем, или Тесеј пака Игеев, на бозите бесмртни сличани. Најаки оние биле од маживе смртни на веков. Најаки биле и воделе бој со суштенства диви, со оние лиоти горски и нив ги истепале страшно. Заедно со ним јас сум другарувал кога сум дошол. С крајот далечен пил, па зар самите тие ме викна. Ете, како што можев се биев јас со ним. Никој од овие луѓе што сега на земјава се, не би се фатил со нив. Но тие ми пазеа збори моите совети слуша. Почујте ме сега и вие, зар повеќе вреди. Нито ти овему мома да одземаш силен бидејќи, но оставимо го делот ко први на хајските јунаци што му го дали. Ни ти не карај се јавно со царот сине Атреев. Од иста чест цар Жезлоносец никога немал на кого што Зевс му подарил слава. Ако си појунак ти, те родила богиња тебе. Овој пак поима можд зашт повелја повеќе луѓе. Сина Атреев, ти бесото стави го, еве те молјам, јас да ја прекинеш срдбата против дивниот Ахил, зашто за ахајците сите тој штите од врлата војна. Сето е вистина ова. Поправи на старче си река. Туку и пак овој сака на другите сите да биде. Сака да царува мажот, да им вика на сите, да не слуша никого овој. Ако боговите вечни го направиле прв копјоборец, зар ќе го пуштат и навреди овој да збори? Нека ме страшливец сега и никаквец наречат мене ако во се што ќе речеш ти попуштам уште јас тебе. Вака на друг, а не мене да повелеш и да му викаш. Зашто не мислам јас повеќе тебе да те слушам. Но ќе ти кажам и друго, а ти запомни си го добро. Повеќе нема со раце за момата јас да се бијам со тебе или со друг, ако земете се што сте ми дали. Туку се што имам во брзиот црниот кораб, ништо без моја волја не ќе можеш ти да ми земеш. Ако пак сакаш обиди се, ај, да ќе знаат и овие. Час ќе ти потече тебе под моево копје крв црна. Појдете, Ахилов чадор и личната баш Брисеида да ја земете и да ми ја доведете вамо. Ако не ви ја даде тој, ќе му отидам с повеќе луѓе, што и потешко баш ќе му биде. Гласници здраво на Зевс, вестители вие на веков. Приидете, не сте ми вие виновните. Но ако Мемнон што ви испратил вас да ми ја земете личната мома, Патрокло чеда на Зевс, изведи им ја ти Брисеида. Дај ми ја, нека ја водат. Сведоци бидете вие горе пред бозите вечни и пред смртнициве долу и пред свирепиот цар ваш, што ако настане потреба еднаш, да од неприлична пропаст ги одбранам другите после. Силно ќе беснее оној во своето пакосно срце, зашто за напред и назад тој не знае ништо да мисли, како в корабите нему ахајците да му се спасат. Чујте ме, тројци и дарданци, и сојузници славни! Сега си мислев, ги сотрев корабите и ахајците сите, та ке се вратам чинев во Илион ветерен назад. Пред тоа мракот пак дошол, што најмногу сега ги спасил тие аргајци и нихните кораби в морските брегови. Туку на црната ноќ да и се покориме ние сега. Вечера ние да сготвиме пак. Краснокосите коњи, ајо прегнете ги вие од колите. Дајте им храна и доведете ни од град и говеда и дебели овци пргу. Па појдете в час да донесете медено вино од дома, уште и леп. Па соберете издоста дрва, за да ни целата ноќ дури до ранобудната зора палиме огнови многу, да до небо пламенот стигне.
за да не тргнат по ноќта хајците перчиноносци, да избегаат тие на морските широки плеки, да не се качат без бој на корабите цели и здрави, туку да однесе секој од овие рана и дома, погоден или од стрела, или пак и од шилесто копие кога ќе влегува в кораб. И друг за да некој се плаши на коњокроците тројци да им донесе плачевна војна. Нека гласниците мили на Зевсни зградот јавуваат на тие премлади момци и на белокосите старци, да легнат кај богосозданите кули. За од слабичките жени да секоја в куќата своја огон си запали голем, а сигурна стража да стои, за да не навлезат кога војската не ќе е дома. Сторете како што велјаме и пресмели тројанци, така. Речта пак која е сега разбирлив, нека се каже. Утре на коњокроците тројци пак речке им рече. Имам и верба и надеж во Зевс и другите бози, дека од мриите вамо пратените пси ке ги стераат, што кон корабите црни ги влечкаат смртните мрии. Туку во оваа ноги да се пазиме самите добро. А оружајки се в панзир, во зорите утрина рано љута ќе биеме битка кај витите кораби ние. Сакам да знам, дали тој Диомет, синот Силен Тидеев, од кај корабите в град ќе ме одбие, или со мечот јас ќе го убијам него и крваво оружје земам. Утре ќе го открие тој јунаството свое сала кога го издржи моето копје, но јас меѓу првите мислам дека ќе се испружи ранет, а крај него другари многу кога ќе угрее утре сондевцето. Јас нека бидам бесмртен везден и млад, и вака да мене ме честат, како што Бога го честат Аполона и Атенаја, како што овој ден зло на аргејците сега им носи. Се ова жено и јас си го сонувам. Ама се срамам страшно од нашите тројци и тројанки соблеки долги. Ако се повлечам јас, како страшливец беден од бојот. Зашто не ми пушта духот и секогаш свикнав да бидам чесен и бестрашен јас. Да сред првите тројци се борам, славата таткова велја и својата да си ја спазам. Зашто го знам ова добро во срцето свое и умот. Дека ќе дојде тој ден, кога светиот Илии ќе падне и копјоборецот Пријам и целиот Пријамов народ. Туку за тројците толку јас посетне нема држања. И ни за сама Хекаба и ни господарот Пријам, ни многумина јунаци вредни кога ќе паднат во правото оние душмански мажи. Колку што за тебе, кога хајците панцироносци ќе ми те одведат тебе и одземат слобода сладка. И кога Варк ќе се најдеш да на разбој ткаеш за друга, и од Хепереа вода или од Месеида да носиш против собствената волја натирана в силна нужда. Тога ќе прозбори некој гледајките солзи кај Рониш. Ова е жена на Хектор, што најарен беше во бојот сред коњокроците тројци за Илион кога се тепаа. Така ќе продума некоја ти тога нов бол ќе сетиш, што си изгубила маж кој од робскиот ден ќе те брана. Но нека црната земја ме покрие мене и гробот, пред да те чујам кај пискаш и разберам дека те влечат. Зевсе и богови други, позволете син ми да стане сосема достоен еднаш кај тројците, ист како мене вака во снагата јак и да владее добро во Или. Некој да рече од татка си тој е поарен многу, кога од двојке се враќа со оружје крвава врака, штом ќе го убие врагот, а мајка му расте од радост. Не жалости ми се ти клетнице премногу сега, зашто не ќе може никој да ми испрати пред време вајд. Оти од судбина мислам, не ќе може да избега никој. Ниту маж прост, ни благороден, пак што еднаш се роди. Туку ај, оди си сега и гледај си работи твој. Разбој и фурка. Заповедај ти над слугинките свој нека на работа одат. За војната пак ќе се грижат мажите сите, а најмногу јас, што сум роден Вили.
Ако го имаш ти умот на враќање, Ахиле, светли. А од корабите брзини најмалку не сакаш сега огнот да го одбиеш пуст, зашто српата в срце ти слегла. Ти како би можел сетне да ме оставиш овдека, сине, сам? Кога стариот витез Пелеј ме испратил мене до тебе, оној ден кога ко момченце од Втија те пуштил до Агамемнон. Друште не си знаел претешка војна, ниту за собори ти кај што умните се одликуваат. Затоа мене ме пратил во Сеова јас да те учам, беседникарен да станеш и работи добри да знаеш. Затоа, сине мил, сега не би сакал јас да ме тратиш, ниако самиот Бог би ми обетил да избрише старост и да ме направи млад, како бев кога бегав еднаш јас од Хелада, што живеат во неа прекрасни жени, за да не се карамонде со родниот татко Аминтор Орменов, што ми бил људ за држанката с убава коса, зашто ја милувал неа. А брачната жена ја пркал, мајка ми моја, што весь ден ме молела мене да легнам јас со држанката прв, да ја замрази стариот неа. Јас ја почув и сторив, а татко ми кога ме разбра, почна да колне и грозните рини и тој да ги вика. Никога, син, да не дочекам јас на коленјата мој, рече. А бозите баш му ги исполниле клетвите нему. Зевс, подземниот бог, и Персефонеа грозна. Јас си бев намисел него да губјам сострата Сабија, но од безсмртните некој ми гумирил гневото, што мене споро и прекори многу луѓето в срце ми ставил, за да не се викам јас среда хајците од Сеубијец. Тога не сум смел онде да останам никако веќе. Од срдбата таткова тешка. Тие со ред 9 ноќи преспивале околу мене. Се едно по друго редом стражареле, никако огнот не гаснел. Еден во тремот до дворот преграден добро, друг во преддворието, пак пред спалната соба на прагот. Но кога веќе ми дојде 10-тата ноќ мене мрачна, тога јас стројните врати од спалната сум ти ги скршил и сум излегол надвор од дворот. Скришем од оние стражи и слугите жени и мажи. Потем сум бегал јас вон од пространата земја Хелада и во гручестата Втија во овчата мајка сум дошол. Горе до царот Пелеј, што ме љубезно примил и честил, како што единец син кај неговиот татко се чести. Уште и богат ме стори и придружи неброен народ. Седев на крајот од Втија и на долопјаните цар. Да сум те сторил онолков на бозите, Ахиле, сличен, заш сум те од срце љубев. А ти пак не си сакал с други ниту да на гости одиш, ни дома си сам да си јадеш, ако не те кладев прво на моите колења тебе и не ти пресечев месо и подадев вино за ручек. Често по кошулја ти си ме изплювал награди мене, од уста вина враќајки во пустата детинска лудост. Така јас со тебе многу сум претргал и издржал многу. Често мислејки се зошто боговите не ми допуштаат род, туку, Ахиле, сличен на бозите, тебе сум сакал, син, да те сторам за еднаш од смрт да ме одбраниш срам. Туку, ај, Ахиле, дај ми ти на Зевсовите керки чест, што им свртува уми на другите честити луѓе. Зашто ако не даде дар, и не ти вети и други, синот Атреев, и ако си продолжи да ти се љути, тогаш не би советувал јас да ја отврди својата срдба и да им помогнеш ти на аргејците, макар што страдам. Здраси ми, Ахиле, везден со трпеза полна и ранна. Ние и в чадорот сме на цар Агамемном Атреев, како и овдека сега, отимаме јастија многу срце што крепат. Но не сме за милиот ручек ти дошле, туку се плашиме мошне хранениче Зевсов гледајки мак. Не се знае зар дали корабите ќе останат цели или ќе пропаднат тие, ак ти не се самешаш в бојот. Зашто го кренале близу до бедемот и добродојте таборот гордите тројци и славни сојузници с краја огнови многу палејки низ војската. Не мислят тие тука да запрат, но в црните кораби уште ќе удрат. Тога пак Зевс, синот Кронов, им светна ним покажувајки белези среќни, а Хектор бликаештен в сила и снага беснел страшно со верба во Зевс и не почитувајки мажини богови други зар ги опсени силната снага. Ова во срце во мошне се плашам, боговите нему да не му ги исполнат сега заканите. Ние пак с краја пред конјогојниот арк да изгинеме тука пред Троја. Туку ај стани, ак мислиш а хајциве макар и доцна да од тројанската врева ги избавиш каде што страдаат.
Сетне и самиот зар ќе се изедеш. Нема да најдеш никаков лек за стореното зло. Туку порано многу мисли се како од лош ден да најците ти да ги спасиш. Татко ти тебе пеле и ти нарачувал другару мили оној ден кога од Втија до цар Агамемнон те праќа. Чедо ти мое, ке дадатак сакаат Хере и Атена сила, но ти совладувај го пак јуначкото срце. Зашто се поарни мощне љубезните обноски, Везден. Секогаш крај да и правиш на лошата кавга, за тебе повеќе да ми те честат аргејците млади и стари. Стариот вака ти велел, ти ги изуми. Туку и сега престани. Пушти го гневот душогубен, зашто Агамемнон достојни дарој ти дава, сал ти да го напуштиш гневот. Ајде послушај ме ти, а пак јас ќе ти раскажам дарови колку ти ветил во чадорот цар Агамемнон. 7 триножници нови, а таленти 10 во злато. Нито сиромашен пак од скапоцено премного злато. 20 блескави котли, 12 хранети коњи што победувале в трка и носеле награди први. Не би безимотен бил оној маж што толку би добил, коњите награди колку му донеле на Агамемнон. 7 тој жени ќе даде безпрекорни дела што знаат. Лесбијанки, што си ги запленил тој кога ти си го земал лесба, што сред женскиот род во убавина се одликуваат. Ке ти ги даде тој тебе Асоними и Брисеида. И голема клетва ќе даде дека не ќе негне веќе и не ќе облюби неа, што е законито право за маж и жена. О, цару, се ова овде ќе биде за час, ако само ни дадат бозите да го градот разурнеме пријамот голем. Ти да си влезеш и наполниш стучки злато. Кога ахајците ние ќе го разделјуваме пленот, 20 тројанки тој нека самиот за себе земе, кои што се по аргеиката Елена најлични жени. Ако пак стигнеме варга хајскиот, плодното поле Зет ќе те направи тој. Ќе те почести равно со Орест, што му е дородок мил и во обилие силно си расте. Керки пак оној си има во дворецот убаво граден 3. Хрисотемида-зар, и Фианаса, и Лаодика, која ќе посакаш без прид да ја водиш ти неа во Пелевиот дом, а тој ќе ти даде и дарој премногу колку уште не идал на керка си никој. Градови тој ќе ти даде населени убаво Седум, Кардамила, Енопа, и древната мощна Хира, и божествената Фера и Антеа с ливади бујни. Красната Ајпеа, уште и самиот лозовит Педас. Сите до морето близо, до Пилпе сокливиот може. Во овие живее народ што говеда многу и овци има, што тебе ќе те почестат ко Бог и што под жезелот твој ќе ти плаќаат даноци доста. Ако пак ти си го замразил в дно срце синот Атреев, да и неговите дарој, смилувај се тога на сите ахајци други што гинат низ војскава, да ќе те честат тебе ко Бог, зашто кај нив преголема слава се стекол. Ти ќе го убиеш сега и Хектора, ако ти дојде близу в погубниот бес, зашто не му е равен си мисли меѓу данајците никој на кораби вамо што дошли. Лаертофеј Одисеју, прелукаво Зевсово чедо. Сега отворено веќе да го искажам зборов ке треба како што мислам и како ќе се исполни сосема овој, за да не ми гуга еден од овдека, други од онде. Зашто од самиот ајд, јас повеќе оној го мразам кој што едно си мисли во срцето зборува друго. Туку ќе искажам јас како нарно мислеа мене. Не ќе ме увери мислам ни цар Агамемнон Атреев, нито данајците други. Заш никаква награда нема за едностојната борба со нашите душмани клети. Еднаков дел и за неборец маш и за одличен борец. Вен на иста се цена и страшливец како јунак. Исто ќе умре и мрзлив и тој што работел многу. Немам јас ништо од тоа што издржав трудови толку, изложувајќа Везден во борбите душата своја. Како што птицата храна на своите билиња млади која ќе најде им дава, на самата минува лошо, така и јас сум минал многу бесони ноќи лежејќи. Дните пак крвави сам сум ги минувал. Сега пак, што ми го одзел од раце делот со лага, нека не ме ги пак. Заш не ме наговара мене? Туку Одисеју, ти со другите кралеви мисли како од корабите сега ќе го одбиеш огнот опак.
Сега штом не сакам јас да со дивниот Хектор се бијам, жртва ќе принесам утре на Зевс и на другите бози. Но нека оди во врага кога советникот Зевс му го одзел умот, ниту му дарови сакам, ниту лицето да му го видам. Од Агамемнон на Трев, јас не земам керка за жена, ни ако лична би била ко златната баш Афродита, а во работите вредна ко сјајноката Атена, не би ни тога ја зел. Нека тој од Ахајците си земе друг што му прилега нему, кој што е посилен войска. Мајка ми Тетидазар, среброногата Божица, рекла дека до крајот на векот две судбини смртни ме носат. Ако останам овде, за Тројанскиот град да се бијам, дека не ќе се вратам дома, а безсмртна слава ќе стечам. Ако се вратам пак назад во својата родина мила, дека и славата моја ќе пропане, а долг век ќе има, и дека нема да дојде на животот мој скоро крајот. А јас од Ахајците само немам. Зар тој ми држи премилата жена крај која нека се радва и лежи? Што ни треба војна сега против тројанците нам? Зошто насобрал синот Атреев војска и само ја довел? За личната Елена, нели? Зарем Атреевци сами од смртните луѓе знаат жени да љубат свој? Па секој маж добар и умен својата жена ја пази, милува кој што љубев јас, од се срце силно при се што ја добив на копие. Сега пак, што ми го одзел од раце делот со лага, нека не ме ги попака. Зашто не ме наговара мене? Туку Одисеју, ти со другите кралеви мисли како од корабите сега ќе го одбиеш огнот топол. Сега штом не сакам јас да со дивниот Хектор се бијам, жртва ќе принесам утре на Зевс и на другите бози. Но нека оди во врага кога советникот Зевс му го одзел умот, ниту му дарови сакам, ниту лицето да му го видам. Од Агамемнон на Трев, јас не земам керка за жена, ни ако лична би била ко златната баш Афродита, а во работите вредна ко сјајноката Атена, не би ни тога ја зел. Нека тој од Ахајците си земе друг што му прилега нему, кој што е посилен войска. Мајка ми Тетидазар, среброногата Божица, рекла дека до крајот на векот две судбини смртни ме носат. Ако останам овде, за Тројанскиот град да се бијам, дека не ќе се вратам дома, а безсмртна слава ќе стечам. Ако се вратам пак назад во својата родина мила, дека и славата моја ќе пропане, а долг век ќе има, и дека нема да дојде на животот мој скоро крај.